централно издание на дневникот на К1. Добро вечер. Еве ги настанете на денот. Расти интересот кај кавадарчани за проектот Македонија вработува 2. На панел дискусијата на ВМРО ДПМН е посветена на здравството на тема за здрав живот. Тодоров даде осврт на системот Мој термин. Според анкета на Институтот Димитрија Чуповски, ВМРО ДПМН е со голема и убедлива предност пред СДСМ. Пронајдено е тело во водите на езеро Младост. Од полиција информираат дека станува збор за 78 годишен старец. Од местото на настанот во вториот дневник имавме директно вклучување од колешката Дијана Иванова. Предлагам да погледнеме дел од разговорот. Во Велешкото езеро има безживотно тело, веднаш е испаднато на терен и телото е извлечено на самиот езерски брег. Имајќи во предвид дека 30 на минути пред рибарите да ја дојават оваа дојава до Велешката полиција, едно велешко семејство пријавило дека нивни близок е исчезнат, истото било повикано да го идентификува телото. Откако тие дошле на езерото, го идентификувале телото и утврдено е дека станува збор за 78 годишниот БЗ. Во моментот полицијата врши увид, а се очекува и одлуката на истражниот судија дали телото ќе биде предадено на обдукција или пак на семејството. Инаку да повториме дека ова лето ова е втор небил настан на езерото Младост. Пред само месец и половина тука во водите на езерото Младост се удави 43 годишен скопјенец. Да напоменеме дека тогаш по неговото тело се трагаше ден и половина. Расти интересот кај кавадарчани за проектот Македонија вработува 2, кој е продолжение на проектот Македонија вработува 1. За сега во Центарот за вработување во Кавадарци има 43 фирми баратели заинтересирани за вработување, а преку овој проект се вработиле вкупно 46 лица. Со проектот Македонија вработува 2 за сега во Кавадарци се вработиле повеќе од 46 лица, ако до пред 2 месеци оваа бројка изнесувала само 7 лица, тоа значи дека бројот на запослени сега е 6 пати поголем. Се потврдува фактот дека кај кавадарчани постои голема заинтересираност за проектот Македонија вработува 2, кој што е продолжение на проектот Македонија вработува 1. Моментално, значи, во тек Македонија вработува 2, се работи моментално за вработени 44 лица, само да кажам дека ова мерка трае до 28.6.2017 година, што значи има доволно време. Тоа беа и очекувањата на првите луѓе во Центарот за вработување, дека од септември ќе се зголеми заинтересираноста и на фирмите баратели заинтересирани за вработување. Во месец август имаше само 6 фирми пријавени во Кавадаречкиот центар за вработување, а сега се 43. Проектот Македонија вработува 1 беше во период од 15.4.2015 до 14.4.2016. Имаме 307 лица вработени, а 400 апликанти, односно фирми. Како што информираше раководителот, преку проектот Македонија вработува 1 се вработиле 307 лица од Кавадарци и 33 лица од Росоман, што е задоволителна бројка во споредба со соседните општини. Со проектот Македонија вработува 2 се планирани од 15 до 20.000 вработувања за една година. На панел дискусијата на ВМРО ДПМН е посветена на здравството на тема за здрав живот. Никола Тодоров, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, даде осврт на системот Мој термин, кој представува реформа во интерес на граѓаните од една страна, но и урдник кој веќе го копираат соседните земји. За успешноста на проектот говорат и анкетите кои покажуваат високи 70% задоволни пациенти и здравствени работници. Тодоров се осврна и на државната кардиохирургија, која пред 40 години беше сон за докторите, а денес на задоволство на пациентите е во целосна функција. Имаме здравствен систем кој што постојано се развива, здравствен систем во кој што постојано се инвестира и здравствен систем кој што се развива согласно мудра стратегија за развој, еднакво инвестирајќи во сите клучни столбови на здравствениот систем.
и во делот на инфраструктурата, и во делот на опремата, и во делот на организацијата, за мој термин што го зборев, но и во делот на човечките капацитети во здравството, без кој целиот овој систем е невозможен. Дали претходно пациентот можеше да дојде во точно определено време, да чека 10 на 15 минути, да добие здравствените услуги да си оди? Не. Дали претходно имаше државна кардиохирургија? Не. Дали имаше реновирана детска клиника? Не. Дали имаше комплетно нова болница во Козле? Не. Дали се испраќаа докторите на едукација во странство? Може би, но ни оддалеку во толкав голем број како што е сега. Имаме 2500 до сега здравствени работници кои што биле испратени на едукација во врвни здравствени установи во светот. Големиот број на инфраструктурни проекти, изградбата на детските градинки, мерките за трето дете, спортските игралишта направија значителен напредок во секојдневниот живот на населението. Најголемиот дел од проектите кои се остваруваа во општина Грацко се поврзани токму со жената и со подобрување на квалитетот на нејзиниот живот. Истакна првата жена на Грацко, Жанета Чаушевска, која денеска зема учество во панел дискусијата на ВМРО ДПМНЕ на тема улогата на жената во општествениот и политичкиот живот. Таа посочи дека за развојот на општина Грацко големо влијание имала и странската инвестиција Дрексел Мајер, каде што се вработени над 160 лица, од кои поголемиот број се жени. Особено за Грацко имаше влијание отворањето на фабриката во Кавадарци Дрексел Мајер, каде што се вработени над 160 наши сограѓани. Значи, во почетокот кога фабриката се отвори и ние имавме во агенцијата за вработување регистрирани 120 активни баратели на работа. Од 120 активни баратели на работа, ние имаме сега над 160 за вработени. Значи, тие што не биле активни баратели на работа, веќе станале, барале вработување и нашле вработување, најголем број од нив се жени. Значи, најголем број од нив се жени, дури има и жени на зрела возраст над 45-50 години, значи има движење, значи тоа е оно што се движи нешто. Добро е кога ќе видиш наутро или навечер кога автобуси полни со луѓе одат на работа или се враќаат од работа. Ги гледаш дека идат, дека има движење, дека се купуваат после во дуќаните, дека сите имаат бенефит после од тие вработувања. Зошто треба да се донесе буџетот за 2017 година? Ова прашање е само едно од многуте кои ги одговараше Јупчо Пренџов во емисијата Отворено за, овој пат од местото шеф на Централен изборен штаб на ГРОМ. Гледате вечер Отворено за со Дијана Иванова во 21 часот. Значи дека државата ќе има поголеми или помали потешкоти во исплата на плати, пензии, субвенции, придонеси и на администрација, на школство, на судство, на здравство. Не може да има капитални објекти, исплати на пари за патишта, автопатишта, регионални патишта, железници, енергетски објекти и така натаму. Тоа е голем проблем, тоа временно финансирање. Ама тука имате и друга работа, која што често пати се заборава, се каже намерно од страна на СДСМ, затоа што и временото финансирање не би било толку многу страшно, еве ќе се согласам, ама ние имаме избори во мај. Не можеме да имаме времено финансирање од 10 месеци, например, или од 8 месеци. Значи, доколку имаме 11 декември парламентарни избори, тие нема завршено на 12, значи има државна изборна комисија, се пребројува секој глас, тоа си е позакој што трае. Да. Потоа имаме вакуум период мал и почнуваат законите кои што се пак повторно предизборни за локалните избори. И е многу неодговорно да сопствената држава и сопствените граѓани ги доведете во таква ситуација, затоа што така вас ви кефнало, државата нема буџет. Интензивно се работи на археолошкиот локалитет Стоби. Околу 30.000 вредни артефакти се пронајдени во текот на истражувањата. Проектите кои се реализираат се со цел поголема промоција на локалитетот, кој важи за мисионер за вредностите на земјата и надвор од неа.
Околу 30.000 вредни артефакти се пронајдени во текот на системските истражувања на античкиот локалитет Стоби на околу 15.000 метри квадратни во текот на изминатиот период. Освен основањето на националната институција Стоби, Министерството за култура реализираше бројни активности за рехабилитација на овој археолошки локалитет. Археолозите спроведоа капитални системски истражувања за заштита и реставрација. Веќе се завршени археолошките истражувања на храмот на Изида, а во завршна фаза се и годинешните активности од проектот за конзервација, реставрација и археолошките истражувања на театарот на Стоби, поставувањето на мозаикот во нартексот на епископската базилика, како и подготовката на документацијата за идеен и основен проект за заштитна покривна конструкција и презентација на епископската базилика. Во наредниот период на Стоби ќе се реализира и проектот за санација и адаптација на старата железничка станица за посетители со лапидариум, истакна Канческа Милевска. Овие проекти се реализираат со цел што поголема промоција на овој локалитет, кој е еден мисионер за вредностите на земјава и надвор од неа. Археолошкиот локалитет Стоби е еден од најзначајните споменици во римската и доцно античка епоха и истиот е приоритет на владата на Република Македонија. Синоќа во Велес се одржа годинешниот меѓународен салон на стрипот. Ова е најреномирана манифестација од ваков вид во Македонија, поддржана од Министерството за култура и Општина Велес. Српскиот автор Срген Николик го доби признанието најдобар стрип за делото Снеговите на Антарктикот. 252 автори од сите континенти во светот учествуваа на конкурсот за најдобар стрип на годинешниот меѓународен салон на стрипот. Ова е најреномирана манифестација од ваков вид во Македонија, која се одржува во Велес и доживеа 14 успешни изданија. Српскиот автор Срген Николик го доби признанието најдобар стрип за делото Снеговите на Антарктикот. Тоа е мене дотако, тоа е да сум добитник прве награде. Она што мене ме трогна е што ја добив првата награда, во една голема конкуренција на учесници од сите континенти воопшто не е лесно. Јас со години се занимавам со ова, но во последните неколку години направив голем успех кој претходно го немав. Така што стрипот Снеговите на Антарктикот направи најголем успех, објавен е во 14 земји, со уште еден стрип кој е објавен во 7 земји. Така да 21 земја дознаа дека успеав да објавам стрипови. Другим ратним стрипом кој е објавен во 7 земји. Организаторите велат дека во последно време е забележан напредок во развојот на стрип уметноста. Сепак македонските автори не го следат ваквиот тренд. На македонските автори да учествуваат повеќе со поквалитетни трудови, бидејќи повторно половина од наградените стрипови одат во Србија, која за среќа има огромна продукција, огромен квалитет и веќе многу од нив работат за странски издавачи и од тоа живеат добро, за разлика од нашите кои прво сакаат да земат пари, а потоа да цртаат, што е апсурдно за економијата. Традиционално донатори на 14-тиот интернационален стрип салон се Министерството за култура на Република Македонија и Општина Велес. Она што представува новина, која што треба да стане традиционална, е проектот Скопска стрип акција, која е всушност продолжување на овој салон со активности во главниот град. Во музеј-галеријата во Кавадарци по 8 пат беше отворена изложбата на млади ликовни уметници од Кавадарци нивни гости. Оваа изложба за прв пат беше отворена во 2009 година и од тогаш секоја година изложбата се заснова на одредена идеја, тема, техника, материјал или медиум. По 8 пат во музеј-галеријата во Кавадарци се одржа изложбата на млади ликовни уметници од Кавадарци и нивни гости. Оваа година се представија 18 ликовни уметници со нивни инсталации инспирирани од огледало. Целта на оваа изложба беше да се направи амбиент на целосна интеракција на публиката со уметничкото дело. Реципиентот е ставен во незавидна положба, затоа што настрана од сопствената волја, сакал тој или не зема активно учество во создавањето на самото дело, со тоа
зашто неговиот одраз влегува во ликовниот концепт на делото. Со тој чин уметникот покренува многу клучни прашања, општествени, социјални, психолошки, интимни, естетски од самиот живот. Реципиентот имено се соочува со разни за него непредвидени околности и сретнувајќи се со таа изнудена ситуација, тој почнува да се согледува самиот во реалноста која вообичаено не ја зема во предвид. Оваа изложба за прв пат беше отворена во 2009 година. Од тогаш па наваму секоја година изложбата се заснова на одредена идеја, тема, техника, материјал или медиум. Во изминатите години на изложбата имаа учествувано повеќе уметници од Македонија, Србија, Америка, како и уметници од Кавадарци кои живеат и работат во странство. Правењето зимници во затворени простории се потенцијални предизвикувачи на пожари. Од територијалната противпожарна единица апелираат за поголема внимателност и подготовката на зимниците да биде на отворени простории. Правењето на зимници некогаш може да биде и потенцијална опасност за предизвикување на пожар. Командирот на противпожарната единица во Велес Љупчо Лепидовски вели дека чести се примерите кога мало невнимание може да предизвика материјална штета. Во временски период кога подготовките на зимници е во полнек, Лепидовски апелира за поголема внимателност. Препорака на граѓаните, пошто оние граѓани кои што живеат во индивидуалните згради, во индивидуалните куќи, значи имаат своји дворови каде што ги припремаат оние зимски зимниците кои што ги припремаат, препорака да припазуваат исто и во дворовите кога ги палат огновите на тие шпорети што се, привремени шпорети, и односно во зградите каде што немаат дворови, имам сознание дека зимницата ја прават во подрумските простори приклучени на самиот оџак со тие шпорети. Значи сепак да припазат ради тоа што оние шпорети што се направени од буриња можеби да дојде до испаѓање на жарта и подрумските простори кај што чуваат горливи материи да дојде до запалување. Значи при завршување на зимницата да обрнат повеќе внимание, односно да го изгасат жарот што е во самите ќумбиња. Подрумските простории се места каде обично се чуваат нафтени деривати, плински уреди, алкохол, ракија, дрва и друго. Затоа командирот Лепидовски препорачува припремањето на зимниците да не биде во подрумските простории, туку на други отворени површини. Според анкета на Институтот Димитрија Чуповски, ВМРО ДПМНЕ со голема и убедлива предност пред СДСМ. Оливер Спасовски денеска од Охрид порача дека секој буџетски денар ќе биде ставен на увид и граѓаните ќе имаат точни информации каде се трошат народните пари. Вести од Македонија. Најновата телефонска анкета која спроведе Институтот Димитрија Чуповски во периодот помеѓу 7 и 10 октомври на 1237 испитаници ја измери поддршката на граѓаните кон политичките партии и политичките лидери во Република Македонија. Од нив 27,6% поддршката ја дале за ВМРО ДПМНЕ, а 16,1% за СДСМ. Владеачката партија има стабилна и убедлива предност пред опозицијската СДСМ во пресрет на изборите на 11 декември. Во анкетата која беше на ниво на цела територија на Република Македонија беа опфатени сите изборни единици, но и други релевантни демографски карактеристики на населението, како пол, возраст и етничка припадност. Дополнителна поделба беше направена и според руралните и урбаните места на живење. Сите резултати од анкетата подлежат на статистичка грешка од плюс-минус 2%, информираат од институтот. Генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски денеска од Охрид порача дека секој буџетски денар ќе биде ставен на увид и граѓаните ќе имаат точни информации каде се трошат народните пари. Сите државни институции ќе имаат обврска да објавуваат детални месечни извештаи за сите исплатени пари од буџетот. Исто така ќе се објавуваат и обврските кои што не се исплатени, заедно со образложението зошто тоа не е сторено, ако не е. Сите овие податоци ќе стојат на веб страната на Министерството за финансии. Со тоа секој граѓанин во секое време ќе има можност да изврши увид во буџетот на Република Македонија. Спасовски потенцира дека нема да има повеќе привилегирани политичари кои со народни пари се богатат.
Трамп го обвини мексиканскиот милиардер Карлос Слим дека се обидува да ја помогне на неговата ривалка Хилари Клинтон да победи на изборите на 8 ноември. Австралиската полиција заплени 1,2 тона екстази во неголемата годинешна акција за заплена на дрога, при што се уапсени и обвинети двајца полски државјани. Ова е свето денеска. Мета на Трамп овој пат Карлос Слим. Впрочем, републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп го обвини мексиканскиот милиардер Карлос Слим дека се обидува да ја помогне на неговата ривалка Хилари Клинтон да победи на изборите на 8 ноември и тоа преку своите врски со весникот Нью Йорк Таймс. На предизборниот митинг во градот Гринсборо во Северна Каролина, Трамп повтори дека жени кои го обвинуваат за сексуално вознемирување ги измислуваат таквите приказки, пренесуваат британските медиуми. Меѓу другото, Трамп вели дека Слим, мнозинскиот акционер во Нью Йорк Таймс, преку овој весник и помага на Клинтон да ги освои изборите. Овој њујоркски дневен весник ги објави приказните на две жени кои го обвинија Трамп за вознемирување. Тие не се новинари, рече Трамп за репортерите на Нью Йорк Таймс. Тие се корпоративни лобисти на Карлос Слим и странските корпорации, оцени Трамп, пренесуваат британските медиуми. Австралиската полиција денес заплени 1,2 тона екстази во најголемата годинешна акција за заплена на дрога, при што се уапсени и обвинети двајца полски државјани. Уличната вредност на запленетата дрога полицијата ја проценува на 110 милиони американски долари, јавуваат француските медиуми. Уапсените пољаци на возраст од 28 и 29 години се обвинети дека дрогата ја скриле во товар со алуминиумски лимови, увезени од Чешка. Врз основа на дојава, дрогата била пронајдена во стовариште во Сиднеј. Најмалку 14 либиски војници убиени, а околу 30 ранети во текот на новата офанзива против последниот сектор од крајбрежниот град што остана под контрола на джихадистичката група Исламска држава во Сирт, пренесуваат француските медиуми, повикувајќи се на медицински извор. Поголемиот дел од загинатите војници биле погодени од снајперски оган. Последните останати джихадисти во Сирт се забарикадирани во стамбен регион со згради и куќи. Американските воени авиони бомбардирале две згради во кои снајперистите од Исламска држава имале своји позиции. Сирт се претвори во бастион на джихадистичка група во Либија. Силите на меѓународно признатата влада на 12 мај почнаа офанзива за освојување на родниот град на покојниот либиски диктатор Моамер Гадафи. До овој момент имаат над 550 жртви и околу 3000 ранети војници. Загубите на джихадистите не се познати. Денес имаме сончево и топло време. Температурата се искачи до 23 степен. Од утре под влијание на влажна воздушна маса ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Графичкиот приказ во продолжение.
Со информацијата за временската прогноза го завршуваме и централниот дневник. Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Пријатно!